Ситуацијата 1944 година во Југославија беше многу интересна. По разбивањето на офанзивата германска, која отпочна со десантот во Дрвар, веќе на цела Југославија растеше приливот на нови борци и развојот на борбите беше се посилен. Во тој временски период на Источниот фронт Црвената армија воде веќе Јашко-Кишиневската операција, она е близу Румунија. На запад, западниот фронт е веќе отворен, действуваат и во Македонија по разбивањето на пролетната офанзива имаме ситуација таква да е она скоро цела слободна и веќе отпочнува и некои градови да се ослободуваат. Така, например, ослободено беше Берово и Пехчево и некои други места. Во таа ситуација и бугарската армија се веќе најде во една тешка криза, овдеа потисната само во гарнизоните, а во бугарската влада исчекуваше, вршеше промени и исчекуваше секој час капитулацијата. Таа бугарска влада се обиде во тој временски период да врши преговори со западните сили како би се извлекла од војната, но да ја задржи Македонија. Во Македонија настапува огромен прилив на нови борци и формирање на нови единици, меѓу кои во тој временски период е формирана и 8-та македонска бригада, која зеде учествува во борбите за Велес, Скопје и некои други места. Ова е едно кратко историско видување, едно подсетување на едно време, на еден миг, на еден настан. Не подсетува на она време кога се радеше една армија од одреди батальони до бригади и дивизии. Ова е подсетување на борецот што не ја дочека виделината и спомен за оние што веќе ги нема меѓу нас. Нека биде ова една искра на славниот победоносен од на бесмртниот слободарски Титов пат. На 2 септември 1944 година, со одлука на главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија, на ова место е формирана 8-та Народно-ослободителна бригада, наречена Велес. Костур на оваа бригада беа борците од Велешкиот партизански одред Димитар Влахов, борците од партизанскиот одред Трајче Петкановски, политичките затвореници кои избегаа од Идризово, а во оваа бригада имаше и Прилепчани, Свети Николчани, Скопјани и друго. Во тоа време во бригадата масовно имавме прилив од Велес и Велешко, меѓу кои повеќе млади луѓе. Познато е дека е ова време кога се удрени темелите на македонската држава, но во исто време и период кога требаше да се затврсни постигнатото, а исто така и да се конечно истераат окупаторите и домашните предавници.
Подаловото борбено знаме на денот на формирањето се најдоа над 500 борци, за тој број само по неколку месеци се зголеми над 1000. Ова знаме го приима од командантот на бригадата, од Тира Чауле. Ова знаме го носе ни целите борби и од маршот до победата. Во прво време бригадата беше стационирана на Велешкото подручје. Основни задачи на бригадата беа да се оневозможи повлекувањето на германските единици од Прилеп кон Велес и Скопје и во тој поглед се вршеше минирање и онеспособување на патиштата како на тунелот на Титовелес, така и на подручјето на Хајдушка чешма, Рудничко. Бригадата на оваа подручје вршеше и разоружување на бугарската војска која доваѓаше од Прилеп. Во исто време бригадата вршеше и обезбедување на институциите на македонската држава кои беа сместени и се сместуваа во селото Горно Врановци. Наскоро, само по неколку дена од формирањето на бригадата дојде до првата борбена акција на борците против германскиот окупатор во местноста наречена Раштански колиби, оддалечена неколку километри од Велес. После добивање на задачата од страна на штабот на бригадата, 4-тиот батальон после 2-3 дена припреми се опоти на позиција на Раштански дупки и зазеде положај од оваа место овдека па се до тунелот на пругата. Карактеристично се напомене дека овие борци кои дојдоа на положај овде беа младинци. Тоа беа ученици и работници од Велес, Велешко и од други места. Најважно е тоа да се напомене дека овие борци кои овдека зедоа положај треба да бранат една голема слободна територија. Во тоа време ние во Велес и Велешко ја имаме ослободено севот западен дел на општината и делот на Клепа до Богомила и до Горно Врановци и Јаболшиште. Дотека бевме расположени на овој положај, германците имале добивано извештај од страна на нивната шпионажа дека се припрема една група партизани во Раштанските дупки. У исто време, дотека извештајот дојде од нашите курири дека германците се приближуваат, ние веќе бевме расположени на тој положај, но не пукавме, не отворивме оѓен, иако ги гледавме германците. Дотека нашиот комесар на чета прати извештај до штабот да ни дозвола да пукаме, германците веќе отворија и се разви една жестока борба. Во таа борба, која траеше 2 до 3 часа, загинаа наши 15 другари партизани младинци. Тие борци кои бранеа оваа слободна територија беа тек дојдени во партизани. 2-3 дена врше се обука и може да се каже дека некој од нив и за прв пат во својот живот фанаа пушка. Но задачата која имавме тогај, да одбраниме слободна територија, ние моравме да тоа да го сториме, па макар и со горни раци. Оваа борба, во која бригадата даде значителни жртви, беше и првото борбено крштевање, почеток на светлиот борбено победоносен пат, кој ќе го минат по врвиците на револуцијата, по врвиците на незаборавот во наредните 2 години. Овој судир со германскиот окупатор кај Раштански колиби покажа дека бригадата е подготвена да извршува сложени борбени задачи. Во првата половина на септември, односно после 9 септември, по капитулацијата на фашистичка Бугарија, по директива на главниот штаб, бригадата беше ангажирана околу разоружувањето и безбедносното спроведување на поголеми формации бугарска војска до границите на Бугарија.
12 септември бригадата дејствуваше на овој терен овде вака. Околу 17 часот бееме повикани јас и Панче Алчев од страна на заменикот комесар на бригадата, другарот Никола Митевски Џужи. Кога стасавме кај него, тој ни извести дека треба да идеме да преговараме со штабот на дивизијата во село Извор. И веднага тргнахме ние у село Извор. Отидовме таму, ја најдовме командата дека е и веднага не пријавија кај командантот на дивизијата, еден пуковник беше. Откако не прими, тој не праша што бараме. Ние му рекохме дека сме делегати од главниот штаб на Народно-ослободителната војска и дојдени сме да преговараме, пошто има склучено договор помеѓу главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија и Отечествена Бугарија, да сите војски кои се наоѓаат на територијата на Македонија должни се да го предадат оружјето и опремата. Тој откако не слуша, рече ние сме сојузници со Германија и не сакаше повеќе уопште да дискутира. Ние, пошто видомот и ништо не сториме со преговорот, се вратихме назад каде не чекаше другарот, заменик комесар на бригадата, и ни стави задатак да одбереме една група од 30 војници и да ги нападнеме бугарските офицери кои беа лоцирани во непосредната близина на село Извор. Тоа го сторивме и отидовме веднага. Со изненаден напад ги обколихме и со извикот горе раците, предајте се. Тие беа запрепастени чисто, ги дигнаа раците без никаков отпор да пружат. Ги разоружаваме бугарски офицери и ги спроведуваме во манастирот кај село Степанци. На 18 септември 1944 година, јас и комесарот на третиот батальон бевме повикани у штабот на бригадата. Генералот Илич ни даде задача да заедно со батальонот ја спроведеме дивизијата и ја придружуваме све до Пехчево, каде беше главниот штаб на Македонија. Поред војниците бугарски имаше и цивили, околу 180 до 200 цивили. Тоа беа агенти, полицајци преоблечени, учители, учителки, разни службеници и службенички. Поред ним имаше и еден председател на околискиот суд на Битола. По идењето таму у Пехчево, генерал Апостолски ми нареди узутрината 8 часот на 21 да построам дивизијата и батальонот и тука му предадов рапорт. Тука се слеа целото становништво од Пехчево. По завршениот говор, каде Апостолски говореше во врска со братството и единството на социјалистичките земји, поручокта колоната тргна од Пехчево и нашата придружба престана. По формирањето на 12-та македонска бригада на Белешкиот терен, еден батальон од 8-та бригада беше ангажиран да ги проследи борците на новоформираната бригада од Белешкиот до Кумановски терен. И овој пат борците успешно извршија поставената задача. Кога дојдовме на местоста Гроон, онде, се направи одмор мал и од тука се испрати една група да се испита теренот дали е слободен. Од кога се јави дека е слободен преминот, почнаме сите борци да минеме преку железничката линија која оди Велес Скопје и го минеме, се наоѓа Вардар во непосредна близина, почнаме да го минеме Вардар Газејќи, бидејќи немаше мост, го преминаваме. Меѓувремено, како беше помината половината бригада, се јави еден транспорт од Велес за Скопје. Половината што не беа заминати, останаме до самиот зид на линијата, залепиме да не бидеме откриени и кога возот замина, ние го наставиме патот и почнаме да идеме по овој правец оваму, према џадето Велес Скопје. Од тука со убрзан марш мораме да го напуштаме овој терен за тоа да не доаѓаат некои германски единици, да не сме откриени и отидоме во селото Лугунци. Од Лугунци го наставиме патот утринта за Иванковци, Иванковци Горобинци, од Горобинци отидоме у Трстеник. Тука се ноќеваше, се спиеше. Утринта се
построи бригадата борците од 12-та бригада и први батальон од 8-та македонска бригада и се одреди една група која ќе ги придружува се до Девезенци. При крајот на септември, бригадата од Велешкиот заминува за Скопскиот терен со цел да го расчисти теренот од контрареволуционерните балистички банди, кои се уште држеа некои битни стратегиски пунктови. За нас борците незаборавни се големите и тешки борби кај бункерот на Водно, борбите кај селата Говрлево, Света Петка, Нерези, Осинчани, Гургурница и Седларево. Овие и многу други борби од ова подрачје ја чинат всушност Сувогорската епопеја, со што го закитивме знамето на бригадата со нови победи и слава. Ќе запише во своите сеќавања заменик командантот на бригадата Павле Игновски Секула. Дојдоме на Скопскиот терен на падината Водно, зад Водно. Тука зедоме акција борба со балистите, контрачетата и еден дел со германците. Тука имаше бункер на германците. Задатокот беше да напаѓаме на Света Петка, затоа што тука беа сконцентрирани балистите, каде што вршаа напад на мирното население, на селата, тука на Грчец, Усинчани и други села. Една важна борба имаше тука на Грчец, затоа што у Грчец беа сконцентрисани сите балисти горе на планината горе. Таму има они укопани бункери и тие бункери задатак се доби да ноќе да им се увлечеме натре у бункерите на балистите. И ние успеавме ноќта да им се увлечеме на 5 метра до нивните оние бункери скривници. И са белината у зората, ракетата пукна и ние нападнаме на балистите. Се разви огорчена борба со ним, така да ние балистите почнаме со јуриш да ги бркаме и они почнаа да бегаа надоле на кај Грчец. Се разви пак голема борба доле, само борбата траеше негде 4-5 сата. После овие успешни операции на Грчец, заминаваме за теренот Сува гора. Ние, 8-ма бригада, Велешка, да речем, имаме тешки борби на Сува гора. Тие секој пат не напаѓа, но секој пат беа поразени. А најпосле тешката борба која беше најтешка на Сува гора, Гргулинице, Седларево, тие ја разбие 6-та бригада делимично и се натакнаа на наш, на 4-ти батальон. Од кое 4-ти батальон ја прими борбата на Сува гора, Гргулинице, Седларево и до мракот, околу 6 саатот навечер, водеме тешки борби. Иако беа надмоćни, но ние голем морал ги разбиваме насекаде, иако беа они удружена позиција, балисти, германци и дражичевци. По расчистувањето на овој терен од балистичките контрареволуционерни сили, бригадата уште повеќе збогатена со едно борбено искуство. По директива на главниот штаб беше вклучена во акциите заедно со другите македонски бригади, учествувајќи во ослободувањето на Велес и Скопје. Кога пристигна во околината на Велес, бригадата доби задатак да го нападне на ден 9 ноември 1944 година Велес и го ослободи од германците. Во нападот на ослободувањето на Велес учествуваше и 3-та македонска бригада. Борбите де факто почнаа уште рано во зорите. Германецот беше изненаден затоа што борците извршија изненадни препади, така да германците мораа негде околу 9 саатот да се повлечат од запоседнатиот град. При повлекувањето германците извршија опустошување и минирање на железничката станица и железничката пруга. Ја минира касарната, малиот мост, стариот мост и најпосле извршија минирање на
железничкиот мост. Група борци со првоборецот Јовче Чучуков се обиде да го спаси од минирање железничкиот мост, но при самиот обид да го пресече кабелот беше убиен од германците. И така германците се повлекоа. Градот остана отсечен без ниеден мост. Така да бригадата пристапи кон изработка на понтонски мост и со изградбата на понтонскиот мост наредното утре изврши марш кон Скопје. На Катлановско брдо оде првиот батальон дејствуваше во борба со германските единици кои беа стационирани на Катланово. Така да и единствениот мост кој беше на реката Пчиња беше миниран, што бригадата мораше да ја гази Пчиња. И со наводената облека бригадата борци вршеа марш кон Скопје. Во паузите меѓу два похода, меѓу две битки, во време додека мируваше барутот, како што ќе рече еден борец во времето кога се пребројуваше муницијата, борците од бригадата развиваа интензивен партиско-политички и културно-просветен живот. Можеби за многумина тоа беше и прва школа во животот, прво запознавање со буквата и бројката. Партиски живот и бригадата имаше важна улога за животот на бригадата. Беше формиран комитет, батальони во батальонски бира во батальоните и партиски келии во четите. Бројот на членството релативно беше голем, така да најдобрите борци се избираат за членови на партијата. Меѓутоа не заостануваше и културно-забавниот живот. Така, например, во слободното време се организира скечеви, така наречени ночинки. Не остана сеќавање скечот Тошо плаче, кој што беше комунистички скеч, и со големо задоволство го слушаме и борците, и граѓаните, односно и населението во селата. Понатаму се издаваа редовно зидни весници, кај што се пофалуваа борците, а се критикува за своите слабости и недостатоци. Исто така постоеше и фудбалски тим во бригадата, кој што во времето слободно се разединува и на спортскиот живот самите бригадири. Посебно треба да се истакнат и организираните алфабетски курсеви, кај што борците неписмени се описменуваа во време на слободните мигови на бригадата. Исто така, жените имаа голема улога во бригадата. Кога се формираше нашата 8-ма бригада, имаше доста голем број другарки. Овие другарки, бидејќи беа гледано како жени похумано, беа испратени на еден курс, кој што курс беше во Врановци, организиран во болницата која што беше тоги сместена, и докторите ни одржаваа практични и теоретски предавања. Теоретските предавања се држаа горе во шумата, а додека овие практичните беа доле во болницата. Во болницата имавме услови и болни да гледаме, и раните да гледаме, директно и да превијаме и све. Со завршување на овој курс, ние бевме префрлени во селото Фојница, каде што одевме на војна обука за припремање да можеме да ратуеме и да рукуеме со оружје. Ова обука траеше можда едно 4-5 дена, затоа што бригадата беше на тој терен, расчистуваше тој терен и како така ги безоружуевме бугарите. Откако се наоружавме сите со оружје, бригадата требаше да се построи во Мелница и од Мелница да замине за Скопско. Ја како борец у 8-та бригада бев помошник пушко-митролезец. Секој пат бев уз командирот пушко-митролезецот Благој и ги носев сите торби пълни со шанзери, да у припрема бев на секој момент, да можам да му послужам и да не биде празен пушко-митролезецот. Секој пат бевме у покрет, секој пат бев уз пушко-митролезецот. По дефинитивното ослободување на Македонија и крајот на 4-годишните крвави борби, за прв пат во својата богата револуционерно-борбена историја, македонскиот народ се здоби со независност и слобода. Се обистини вториот Илинден, цврстиот победоносен чекор, топлите преградки, солзите радосници, бе единствена слика во тие можеби најстрикни мигови за македонскиот народ. Наскоро на борците од бригадата им беше издадена нова наредба. Бригадата есента беше испратена на Косово да помогне во расчистувањето на овој терен. Таму на дело борците од 8-та македонска бригада ја докажуваа својата храброст, солидарноста и на дело преку многобројни жртви го развиваа братството и единството на југословенските народи и народности. До поголема борба дојде кај Гнилане, каде што борците од бригадата ја покажаа својата бестрашност.
18 декември нашиот први батальон доби задатак да иде во Гилани, да го блокира градот, затоа што претходните денови балистите нападнаа една партизанска единица во реонот на Карадак и се спремале да го нападнат Гилани. Ние командирите на четата, ја, Лазо Чанев, Панче Бошков и политичкото и партиското руководство Пенчо Шојлев, Боне Патлиџанков, Лазо Намата, Орце Сребров, Стојче Иванов и ги извршихме сите подготовки што беа потребни за тој покрет, као што одржавме sastanak со сите борци, sastanak со комунистите и со скоевците и по известно време заминахме за Гнилани. Во Гнилани пристигнахме и добихме реон каде си ги разместихме нашите единици. По разместувањето извршихме обезбедување на единиците, а еден вод од првата чета дадохме во зградата на затворот као стража. Во Гилани седевме 2 дена, а третиот ден дознахме дека балистите ќе вршат напад на Гилани. Ние добихме задатак да испаднеме на положај, а баш тој ден времето беше толку студено што митролезите замрзнуеја и не можеа да действуваат. После известно време балистите не нападнаа и нашите чети, односно нашиот батальон, упорно се бранеше неколку сата, но балистите успеја од другата страна да дојдат до самата зграда на затворот и по секоја цена сакаа да го земат затворот, веројатно имаа своји луѓе натре затворени и да ги ослободат. Интересантно е тука да нашиот вод, кој беше у затворот као стража, покажа големо херојство, така да фрлените бомби од страна на балистите, нашите борци ги зимаа и им ги враќаа назад и затворот за цело време на борбата не падна од нивните раци, остана во наши раци. Додека они таму водеа борба, балистите добија малку појачење, така да ние батальонот не можехме да се одржиме на тој реон и морахме да се повлекуеме. Ситуацијата беше многу тешка, нарочито при провлекувањето, затоа што балистите отвараа огин од сите страни. Нам не биеше унакрстен огин, а нарочито мака имахме од еден митролез кој беше поставен близу до самата џамија. Но баш тогај, кога ни беше многу тешко, наидоа единиците на 4-та косовска бригада и нам ни наредија да го браниме тој реон упорно, а они да нападнат на самиот град. Со успехот на 4-та косовска бригада постигнахме ние успех, од повлекување се вратихме во напад и кроз неколку тешка борба успеевме да ги протераме балистите од Гилани и да го ослободиме самото Гилани. По неколкуте успешно изведени борбени акции што бригадата ги реализира на теренот на Косово, борците се подготвуваат за големата парада. Парада на непобедените, која се одржа во присуство на целото слободолюбиво население во Скопје. По величествената парада и оддавањето на признание од страна на главниот штаб и македонското политичко раководство на сите македонски бригади за дотогашните постигнати успеси во народно-ослободителната борба, бригадата со забрзан марш беше префрлена на теренот околу Гевгелија со цел да ги заштити јужните граници на нашата земја. После оваа парада добивме задатак да отидеме на југ во Гевгелија со посебно цел да обезбедување на границата, на јужната граница од евентуални напад од југ и да помогнеме во изградба на народната власт во Гевгелија во соработка со местната партиска организација. Исто така задача беше на бригадата да успостави тесна соработка со населението, со местните организации, да помогне во изградбата на народната власт, да помогне во изградбата, обновувањето на земјата која беше разрушена во тој крај од војната и да
работи на издигнувањето, на културно-просветно издигнување, на описменувањето на народот и да работи на утврстување на редовите на самата бригада, на дисциплината, на војната обука и на моралниот лик на војникот на 8 бригада. Задржувајќи се неколку месеци на теренот на Гевгелиско, главниот штаб, согледувајќи и анализирајќи ја војно-политичката ситуација, бригадата испраќа на теренот на Владишки хан Сурдулица со цел да се пресмета со некои заостанати реакционерно-четнички групации. По доста сложени акции изведени од страна на бригадата на овој терен, борците беа префрлени во март 1946 година во Врање. Со реорганизацијата на Народно-ослободителната војска, борците од оваа македонска бригада беа разместени по другите македонски бригади и дивизии, каде што продолжија во новонастанатите револуционерни услови да извршуваат многобројни војни и општествени должности. Тоа беше краток, но славен борбен пат на една македонска партизанска единица. Тоа беше пат без повраток за многумина, кој ги снема од редовите на оваа македонска бригада. Пат славен, победоносен, бесмртно слободарски пат. Анализирајќи ги сите собитија што во минатото се случија на ова велешко подрашје, со право ќе речеме дека бригадата од своето формирање, па ни својот непрекинат борбено победоносен револуционерно-слободарски од, само за 2 години измина забележително импресивни врвици на незаборавот. Борејќи се на теренот на Македонија, Косово и Србија, таа не само што го развиваше братството и единството на југословенските народи и народности, туку на дело, ја покажуваше храброста и пожртвуваноста, својата слободарска бескомпромисност. Проникната од Велешко, возвишена низ Косово и низ Србија, со својот борбено-револуционерен пат, го збогати историскиот алманах на и онака црвениот и горделив револуционерно бунтовен денес Титов Велес.